Си била една убава девојка. Се викала Хуан Е. Родителите ѝ биле многу сиромашни. Имале само една нивичка и со неа се прехранувале до крајот на зимата. А напролет, колку да не умрат од глад, ја праќале ќерка си Хуан Е да бере разни плодови, тревички и корења по полињата и шумите. И така еднаш, собирајќи тревки, дошла до брегот на реката. Седнала да одмори, но одеднаш ја подигнала главата. Од некаде далеку допирал чудесен звук на флейта. Мелодијата веднаш ја пленила. Дзирнала низ густите трски и видела едно момче. Седело покрај реката на еден камен, а околу него паселе говеда. Токму тоа момче свирело на малата сребрена флейта. Ова се волшебни звуци. Би можела дење ноќе да ги слушам. Момчето говедар свирело на флейтата, а Хуан Е како магиепса наслушала. Кога момчето престанало, девојката како да се разбудила од длабок сон. Излегла од трските и безшумно тргнала на кај дома. Утредента, нејзините брзи чекори повторно ја однеле до реката. А таму ја чекала истата слика. Говедарот мирно си седел и тивко свирел. Хуан Е повторно ја занеле чудесните звуци, па не ни сетила кога ја испуштила кошницата со плодови и тревки. Во миг кошницата се стркалала кај кравите. Сите крави, колку што ги имало, ги завртеле рогатите глави и ја погледнале вџашената девојка. И говедарот се завртел кон неа. Не му се верувало што гледа, па подстанал од каменот и прошепотил: "Во животот немам видено ваква убавина." Хуан Е се засрамила и веднаш побегнала. Сепак успеала да види дека момчето е исто толку убаво, колку и мелодијата од неговата сребрена флейта. Старите жени велеле дека Хуан Е требало уште дента кога го видела момчето да ја одминува реката и да оди по друг пат, по најоддалечениот. Но Хуан Е била млада и затоа повторно отишла кај реката. Млад бил и говедарот и се случило како што сакало небото. Се влюбиле еден во друг и се среќавале секој ден. Момчето и помагало да ја наполни кошницата со тревки и плодови, а потоа си седеле на брегот, гледале како сонцето заоѓа зад планините и како неговите зраци ја позлатуваат реката. Безброј мелодии отсвирило момчето на Хуан Е со својата сребрена флейта. Неизе сите и се допаднале, но најмногу онаа што првпат ја чула и затоа секој ден при разделбата ја свирел токму таа мелодија. Еден ден, една соседка, минувајќи покрај реката, ги видела Хуан Е и говедарот и од еден на друг за нивната љубов разбрало целото село. Разбрале и родителите на Хуан Е. Таткото се разгневил. Ја затворил ќерка си во најоддалечената одаја и наредил најстрого да ја чуваат. Девојката не смеела од дома да излезе, но тоа не била единствената несреќа. Во соседното село живеел еден богат вдовец, бил стар и грд, а долго време посакувал да се ожени за млада и убава девојка. Слушнал за Хуан Е и се осмелил да испрати свадбени подароци кај неа дома. Попусто девојката го молела татка си да не ја дава за жена на стариот вдовец, таткој не сакал да чуе. И така, за кратко, свадбата била закажана. Младиот говедар
доаѓал на брегот секој ден. Но неговата флејта занемела, зашто ја немало Хуане да ја чуе. Еден ден, кравите ги дотерал некој друг човек. Момчето со флејтата не дошло. Откако разбрал дека Хуане ќе се мажи, паднал тешко болен. Се разболел од тага и повеќе не станал. Пред смртта му порачал на својот најдобар пријател: немам ништо друго на светов, освен оваа сребрена флејта што ми ја остави дедо ми. Те молам, однеси ја кај најдобриот мајстор да излее од неа сребрен бокал, а потоа подари го на Хуане на денот на свадбата. Тоа нека биде мојот последен поздрав до неа. Го изустил тоа говедарот и испуштил душа. Пријателот му ја исполнил последната желба и од сребрената флејта излеал прекрасен сребрен бокал. На денот на свадбата на убавата Хуане, пријателот на говедарот дошол кај младоженецот и го ставил бокалот на рогозината, подготвена на неа да се ставаат подароците. Наскоро, гозбата почнала, се јадело и се пиело во изобилие. Сите со нетрпение чекале да ја видат преубавата невеста. Кога во гостинската соба влегла Хуане, прво што забележала бил сребрениот бокал. Како магепсана, со раката го допрела прекрасниот бокал и во тој момент веселбата замрела. А во таа тишина се чуле божествените звуци на флејтата. Тоа била омилената мелодија на Хуане. Девојката избезумено со поглед го барала својот сакан, но за жал, тој што го барала не го нашла. А нејзината омилена мелодија и понатаму се слушала од сребрениот бокал. Гостите седеле и вчудовидено гледале, а бокалот ја завршил мелодијата и замолчал. Му турале вино, го преполнувале, но се било залудно. Бокалот молчал. Од тогаш па до ден денес поминало многу време. Сребрениот бокал се пренесувал од колено на колено, од мајка на ќерка. Тој старински бокал не е налик на ниеден друг бокал на светот. Но, искрено кажано, чудесната мелодија не може баш секогаш да се чуе. Ниту пак секој може да ја чуе. Некогаш може да се случи да удираш по него колку што сакаш. Тој ќе молчи. А некогаш толку милозвучно ќе одзвонува, не баре највештиот музичар свири на флејта. Легендата вели дека чудесната мелодија може да ја чуе само оној што умее да љуби со вистинска и чиста љубов. Не знам дали и вие ќе можете да ја чуете таа божествена мелодија кога ќе го земете бокалот в раце, но не плашете се. Или не надевајте се дека сребрениот бокал може да сгреши. Тој секогаш точно знае кој човек е добар, а кој е лош. Чудесниот звук на сребрениот бокал можат да го слушнат само добрите луѓе. Баш би било убаво да имаме овде еден таков